Добар ден, почитувани. Вие ја следите најновата Телма амбуланта. Бледо лице и уморно дете. Дали е тоа сигурен знак за анемија? Кои се најчестите причини што доведуваат до намалено железо во крвта во детска возраст? Дали прекумерниот внес на млеко може да доведе до слабокрвност? Може ли децата кои што јадат месо да бидат слабокрвни? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Николина Здравеска, педијатар, неонатолог. Разговорот следува веднаш по рекламите. Ке имате можност и вие да се вклучите во програма со ваши прашања, затоа останете на Телма. Што треба секој родител да знае за анемијата кај децата? Ќе прашаме професор доктор Николина Здравеска, педијатар, неонатолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добре ве најдов. Поздрав до гледачите на Телма амбуланта. Задоволство ми е да бидам денешен гостин. Професорке, дали е нормално новороденчето да биде анемично? Новороденчето да биде анемично не е нормално. Напротив, новороденчињата се раѓаат со многу висока концентрација на хемоглобин и на еритроцити. Концентрацијата на хемоглобинот и на еритроцитите се највисоки во неонаталната возраст, односно кратко после раѓање, негдека 2-4 часа, и тие изнесуваат на вистина големи вредности, негдека од 190, од 180 па до 220 грами на литар е хемоглобинот. Такви бројки ретко гледаме, практично никогаш во детската возраст понатака. И овие високи вредности на хемоглобинот и на еритроцитите се одраз на една физиологија на фетусот. Практично тој висок хемоглобин е феталниот хемоглобин, а таа стимулација, практично таа висока концентрација на хемоглобин е резултат на интраутерината хипоксија, во која што 9 месеци фетусот живее. Тоа живее во една средина која што е помалку заситена со кислород, отколку што е она кога ќе се роди детенцето и кога ќе се прилагодни на екстраутерините услови за живот. Како започнуваат тие адаптациони механизми, како тоа го воспоставува своето дишење самостојно, е независно од плацентата, од феталната циркулација, значи постепено почнуваат да се намалуваат вредностите на хемоглобинот и на еритроцитите. Постепено настанува замена на феталниот хемоглобин со адултниот, оној кој што сите ние го имаме и кој што има поинаква структура и поинакви карактеристики, за разлика од феталниот хемоглобин, така што ние веќе после една недела имаме значајно намалување на концентрациите и на хемоглобинот и на еритроцитите. Со распадот на тие фетални еритроцити се ослободува железо и тоа железо се депонира во клетките на ретикулоендотелниот систем, односно каде што се понатаму создаваат црвените крвни клетки, и тоа ни представува едно депо на железо кое што би требало да му служи на доенчето во првите 6 па некаде и до 9 месеци, во зависност од тоа со колкав хемоглобин ќе се роди, во зависност од тоа каква била крвната слика на мајката, затоа што еден дел од железото тоа го наследува во последниот. Мајката е слабокрвна за време на бременоста, тоа ќе се одрази на нивото на железото со кој што ќе се роди бебето. Тоа и ќе наследи пониски резерви на железо понатак. Инаку би требало со овој распад на еритроцитите постнатално од тие 200 и преку 200 хемоглобин да се ослободи железо кое што ќе се депонира и кое што ќе ни служи како една резерва, односно ќе служи како една залиха за железо во првите 6 до 9 месеци кога имаме еден неоптимален внес на железо од страна на друга храна, затоа што знаеме ние во првите 6 месеци каква е исхраната кај доенчето и нема друг извор за тоа да внесе железо како што ние го правиме тоа со нашата разновидна храна. Тоа започнува тек понатака после 6-тиот месец кога почнува прихранувањето на доенчето. Значи околу 6-тиот месец обично кај бебињата се развива анемија. Околу порано се развива, негдека од 8-та до 12-та недела, значи тоа е од 2-тиот до 3-тиот месец, тоа настанува најголемата промена практично на хемоглобинот, и тоа е онаа состојба која што се означува како физиолошка анемија. Таа физиолошка анемија е нешто што е нормално и што е вообичаено и што се случува кај сите доенчиња. Се нарекува физиолошка анемија, се нарекува рана доенечка анемија, значи во тој период, и тоа ни е практично најголемата промена на хемоглобинот која што настанува за такво брзо време, а која што во основа
е физиологија. Значи тука немаме патолошки механизми кај најголем дел од случаите и најчесто таа не предизвикува никакви знаци и симптоми кај здравите и кај терминските доенчиња. Значи, тоа е редукција на хемоглобинот практично до некои 110-120 грами на литар. Од 200, значи практично ние имаме пат значаен за некои 100, можам да кажам, грами на литар, редукција на хемоглобинот, и тоа настанува исто така како резултат на низа на физиолошки механизми кои што се нормално случуваат во овој период. Едното е заситеноста на крвта, односно прилагодување на организмот на повисока концентрација на кислород. Со самото тоа што ние сме изложени на повисока концентрација на кислород, нашиот еритропоетин, а тоа е хормонот кој што ја стимулира еритропоезата, односно создавањето на крвните клетки, на еритроцитите, на црвените крвни клетки во коскената срцевина, се синтетизира, односно се создава во многу пониски концентрации. Понатаму имаме, нели, феталните еритроцити имаат многу пократок положивот, многу пократко живеат за разлика од адултните еритроцити. Тука има и други, тоа во неонаталниот, раниот неонатален период па предизвикува жолтица заради распадот поврснати еритроцити кога имаме, меѓутоа сега зборуваме, нели, за анемијата и за создавање на едно депо на железо, понатака, значи на едни резерви на железо кои што би требало да му бидат доволни на доенчето додека не почне тоа да се прихранува. Значи тие се основните физиолошки механизми. Таа е една умерена и другиот механизам е едно зголемување на волуменот на крвта, кое што се случува исто така во овој период на раст, на брз и интензивен раст на доенчињата, така што тука настанува практично една хемодилуција, односно на разредување на крвта и така е третиот термин со кој што се означува физиолошка анемија како трименонска, односно анемија во третиот мед, редукција на хемоглобинот, значи намалување на хемоглобинот, токму како резултат на сите овие физиолошки механизми кои што ги кажав. Кога треба крвна слика да направат родителите кај нивното бебе на оваа возраст за да проверат дали е анемично или не? Има некоја практика да пред да се вакцинираат се прават крвни слики. Тоа не е по ниту еден протокол и вообичаено се смета дека терминските новороденчиња, кои што немале некакви перинатални ризици, кои што не се родени од изразито анемични мајки, ова трименонска редукција на хемоглобинот, односно овој пат на хемоглобинот до некои вредности од 110-120 го поминуваат без никакви позначителни потешкоти. Значи тоа е период кој што самиот по себе се надминува, тоа е физиологија и кој што понатака ќе се стимулира самата еритропоеза, односно создавањето на крвните клетки. Доенчето има доволно резерви на железо и тоа понатака ќе почне тој хемоглобин да се зголемува и само од себе, значи без оглед дали давате нешто или не давате. Така што крвни слики треба да се прават кога имаме ризици за такво нешто, доколку сме имале позначајно крварење во неонаталната возраст, доколку доенчето не е родено со една неонатална анемија, доколку имало некаква индикација да анемијата се манифестирала уште порано во неонаталната возраст, па би требало да ја следиме. Доколку имаме прематурно бебе, тука задолжително имаме следење на крвните слики, затоа што кажав, нели, дека железото поминува преку плацентата во последниот триместар од бременоста, значи во оние последни 3 месеци кои што со прематурното породување се прекинати и кај прематурните и кај новородените со мала килажа каде што имаме некакво интраутерино страдање, тие вообичаено се раѓаат со пониски резерви на железо, со понизок хемоглобин, таму вредностите на хемоглобинот уште во неонатална возраст не се толку високи, така што тука може да имаме една позначајна редукција на хемоглобинот, односно позначајно намалување на хемоглобинот и тоа сега сепак не може да се остави тоа дете без контрола, без да се понуди одредена терапија, особено кај прематурните, затоа што таму апсолутно не може тоа само од себе така да помине, значи тука мора да интервенираме и би требало, значи негдека на месец и пол, 2 возраст да направиме една крвна слика и понатака да го одредиме терапискиот план, како ние ќе одиме, дали со следење, дали со некаква тераписка интервенција и со која динамика понатака ќе се следат крвните слики кај тие новороденчиња. Инаку здравите и термински бебиња го поминуваат тој период,
асимптоматски, нема потреба така да што криеваат родителите паника, да никакво бидат под немаат стрес. потреба да криеваат паника, а многу често знаете кога ќе видат една поанемична крвна слика, дури се случува да бидат вратени и од вакциналните пунктови дека е анемично па се коригира, што апсолутно нема никаква контраиндикација за ништо, значи тоа е една физиологија кај едно дете кое што расте адекватно, кое што е на доење, кое што нема ризици, кое што е терминско, кај кое што не била во неонатална возраст вадена крв многу, па и да имаме и јатрогена анемизација, имаме и такви случаи, тоа се и прематурните кои што лежат подолго во болница, каде што ние заради дијагностички цели често правиме венепункции, земање на крв и со тоа и јатрогено го анемизираме детенцето, кое што сепак е развива една значајна анемија. Значајната анемија, односно пат на хемоглобинот некаде под 100, па и кај терминските, сега тоа може да ни даде некоја симптоматологија кај новороденчето, може да го компрометира неговиот раст и неговиот развој и во тој случај нели со педијатарот заедно треба да се направи стратегија како и што да се направи. Така, споменавте доени бебиња. Дали се тие со поголем ризик да развијат физиолошка анемија во споредба со бебињата кои што се хранат со адаптирана формула? Да, доењето е физиолошкото правило за сите бебиња и тоа е апсолутно храна која што е препорачана по сите релевантни здруженија и од Америчка академија за педијатрија и од УНИЦЕФ. 6 месеци ексклузивно доење и на доенчето не му треба ништо, вклучувајќи нити вода, нити екстра течности, нити ништо. Ние како педијатри силно треба тоа да го поддржуваме, да ги советуваме, да ги стимулираме мајките за тоа да се реализира. Инаку во споредба со адаптираната формула, мајчиното млеко е посиромашно со железо, така што кај овие доени деца, да, можеби ќе се развие позначајна анемија и таква редукција на хемоглобинот, меѓутоа реков тоа е физиолошки и тоа најчесто и поминува без никаква интервенција, доколку имаме едно здраво бебе кое што цица и кое што напредува адекватно како што треба. И сега адаптираните млечни формули, со оглед на тоа што тие се првично наменети за мајки кои што не можат да дојат од било која причина, за новородени кои што не можат исто да пијат од било која причина. Значи тука имаме, мислам тоа им е првичната намена сега, што дали е тоа секогаш така, не е баш така. Заради тоа тие се фортифицирани, односно тие се обогатени или засилени со различните олигоелементи и витамини и минерали и меѓу другите и железо имаат, тие имаат и додаток на железо, така што нели вообичаено и не препорачуваме суплементација со железни препарати кај оние кои што се со адаптирана формула, иако препораките за колку железо да се додава во одредена количина на млекот, тие се издаваат од европските здруженија за нутриција, педијатриските здруженија, така што пред извесен период ги намалија количините на железо кои што се додаваат во овие адаптирани млечни формули, затоа што па едни бројни студии покажаа дека дури и преголем внес на железо, особено кај оние кои што се суфицитни со железо, кои што се имаат доволни резерви, не е така беззалесно, дека и тоа може да си има своји негативни последици и заради тоа ако пред неколку години беше 12 милиграми по америчките протоколи да се додава на килограм млеко, сега е од 4 до 8 по најновите езган препораки преполовено, тоа е нешто што се суплементира во адаптираните млечни формули. Затоа деца кои што се на формула, поред која прават оваа значајна редукција на хемоглобинот и кај нив поред кој имаме дополнително потреба да субституираме со некаков препарат на железо. Професорке, зошто педијатрите не препорачуваат внес на кравио млеко пред првиот роден ден на бебето? И каква врска има тоа со анемијата? Да, кравиото млеко апсолутно не е препорачано до првата година на животот, може и понатака доколку има услови за тоа. Препораките се доење 6 месеци и стимулирање на доењето и после 6-тиот месец, се додека доенчето и мајката имаат услови за тоа. Што значи? Има ли некоја горна граница до кога да се дои? До 2 години. До 2 години? Да, до 2 години.
доколку има услови за такво Така, нешто. јасно. Апсолутно. Меѓутоа, стимулирањето и после 6 месеци е исто така исклучително важно. Ние многу пати тоа го занемаруваме. И го прилагодуваме доенчето за што побрзо да се навикне на храна и за што побрзо да се оспособи понатака за мајката која ќе тргне на работа да може или да го чува некој или да посетува социјална установа, градинка. И мајката дојде на работа апсолутно и за тоа треба да се бориме, затоа што стварно тука се бенефитите понатака од мајчиното млеко. И краткорочни и долгорочни, и за мајката и за бебето. И огромни се бројот на студии кои што ги докажале тие бенефити. И за инфекции во детството, и за хронични состојби понатака, и за развој на метаболичен синдром, на обезитас, на алергии, мислам да не ги бројам. Мајчиното млеко е нешто што е физиологија. Така што новороденчето кога ќе се роди, тоа си ја запознава и мајката и храната во исто време. Не е за џабе тоа така кажано уште од пред многу векови. Но нови простори има навика да се дава разредено кравје млеко. Во одредени ситуации, многу често даваат родителите дека не ја пие формулата и даваат кравје млеко. Кравјето млеко не е по ниту една препорака од релевантните здруженија, пред се поради тоа што има бројни недостатоци. Тоа има висока концентрација на протеини, меѓутоа тие протеини се различни, за разлика од протеините во мајчиното млеко и од протеините во адаптираните формули, кои што се практично прашоци, кои што се со различните технологии прилагодени да бидат слични на мајчиното млеко. Така што во кравјото млеко протеините се казеински, казеинот тешко се дигерира во гастроинтестиналниот систем на доенчињата кој што е иматурен, кој што подлежи на процес на созревање и такви полусварени, несварени партикли кои што поминуваат низ цревото, низ гастроинтестиналниот систем на едно доенче може да ја оштетат многу лесно неговата мукоза. Понатака, значи тоа иако има висока концентрација на протеини, тие не се сите ресорбираат, може да предизвика крварење, може да предизвика алергија, многу често, значи кога се дава порано, затоа што сепак тука имаме еден незрел гастроинтестинален систем кој што не е прилагоден за да ги користи протеините од анималното млеко практично. Дали самото млеко ја спречува апсорбцијата на железото? Имаме и еден поинаков баланс на солите. Добре. Значи имаме едно осмотско оптеретување, повисока концентрација на натриум, на калиум, на хлор, на фосфати, кои што ја пореметуваат ресорбцијата на железото, така што и тоа делува на апсолутно на тоа. Може да предизвика осмотско оптеретување на бубрезите, кои што исто така се незрели, има склоност кон алергија, има дефицит на полинезаситени масни киселини и значи низа други недостатоци кои што не би требало да ги внесуваме, кои што ќе му недостигаат едноставно на доенчето за да се постигне неговиот адекватен, интензивен раст и развој во овој доенечки период. Тоа е најинтензивниот раст и развој од било кога понатаму во животот. Ќе ги поканиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот, ги очекуваме вашите прашања. Има деца кои што сакаат да пијат многу млеко, пијат по неколку чаши млеко на ден. Дали прекомерниот внес на кравјо млеко може да доведе до анемија и кај поголемите деца? Да, апсолутно да. Значи, како почнуваме ние од внесот на солидна храна, тоа е негдека од 4-тиот до 6-тиот месец. После 6-тиот месец, еве да кажеме, кај деца кои што се на доење, негдека од 4-ти до 6-ти, односно кога доенчето ќе биде психички спремно за да проба друга храна. И сега нешто што е задача на мајките во овој период е и да го научат доенчето да се храни, да прима и друга солидна храна. И знаете, тука треба да се почитуваат сите тие препораки кои што ги даваат педиатрите за внес на различни намирници, за внес на се што му е потребно на тоа доенче понатака да живее. Тука се ствараат тие здрави навики, тука ни е многу важна нутрицијата во тие први 1000 дена, тоа е нашиот прозор на можности, каде што ние практично со нашата интервенција обезбедуваме едно долгорачно здравје за тоа дете понатака во животот. Така што во тој период треба да ги стекнеме
да се научи тоа дете да јаде разновидна храна, а не да биде претежно на млеко и на брашнеста храна, која што понатаму носи ризик за анемија и кај поголемите деца, односно таа млечна анемија која што се јавува кај деца кои што се претежно на млечна храна, затоа што најголемиот извор на железо од кој што го добиваме преку храната се практично месото, живината, јајцата, жолчките од јајца и оние зеленчуци, и тоа зелени зеленчуци, лиснати зеленчуци. Значи сето тоа треба постепено во доенечкиот период да се воведе, за да веќе последна година ние направиме една исхрана, една навика за хранење на тие мали деца, која што ќе биде избалансирана, која што ќе биде правилна и која што ќе содржи се што треба да содржи, нити да се ограничи, мислам да се ограничи додека меѓутоа не да се исклучи млеко и млечни продукти апсолутно никако, но да не биде 90% исхраната на млеко. Значи да биде балансирано, оптимално, да содржи месо, да содржи риба, да содржи мешункасти, граф, леќа, да содржи свежо овошје и зеленчук, и се онаа пирамида на здрава исхрана со оптимален број на оброци, а секако млекото и млечните производи не само нешто не треба да се ограничат, туку тие се препорачливи и после една година и до 5 години, значи негдека 300 до 350 милилитри свежо, пресно или значи тоа е препорачената или кисело млеко. Како рековте 300 до 350 милилитри се препорачува млеко на ден и 20 до 30 грама сирење, затоа што тоа е извор на калциум. Тоа се рече чаша и пол млеко. Чаша и пол млеко, да. Значи не повеќе од чаша и пол. Чаша и пол, две млека. Значи се што е повеќе од 2 чаши е за 2 години нема детето тоа треба да јаде се, како што е нешто налик на нашата здрава и балансирана исхрана. И 2 чаши млеко во тек на денот или јогурт или кисело млеко е нешто што ќе му ги обезбеди адекватно сите оние намирници кои што тоа од млекото ги добива. Витамин Б од јогуртот и од киселото млеко, нели, оние млечно кисели бактерии кои што имаат и како поволности за гастроинтестиналниот систем, за мотилитетот, за адекватна столица, за развојот на имунолошкиот систем во гастроинтестиналниот тракт, за превенција на развој на обстипациите кои што се исто чести во оваа возраст. И се она што е, нели, овошје, зеленчук и така натаму, да се храни адекватно како што треба. Дали козјото млеко е подобра алтернатива на кравиото, од кравиото млеко, кога станува збор за анемијата, бидејќи многу козјото... Кај доенчињата? Да. Не кај доенчиња, после првата година. Значи, до првата година ниту козјо, ниту кравје млеко, мајчино млеко или адаптирана млечна формула, кај што не, инаку козјото млеко не е апсолутно по ниту една, дури и оние адаптирани кози формули, тие во некои држави ги има, во некои не, меѓутоа стандардните се адаптираните формули од кравје млеко, да. А што е после првата година? После првата година тоа има сличен состав како кравјето млеко, има пониска. А со мајчиното млеко нели прават паралела, слично дека козјото млеко е слично на мајчиното? Исто се казенски протеини, високо ниво на фосфати, ниско ниво на фолна киселина, тоа може да предизвика уште повеќе анемија како резултати на дефицит на тие фолати. Значи и на фолната киселина. И на фолната киселина, дополнителна, да. Значи и тука постои сериозен ризик од анемија. Значи исхраната после една година вклучува сите намирници со кои што ќе го добиеме железото. А во однос на млекото, кое што секако треба да се внесува понатака, тоа има одредена количина кога е препорачано и тоа треба да се внесува. Инаку во првата година нити кравјото, нити козјото млеко не е нешто што се препорачува. Така, ниту свежо, ниту тетрапак, ниту разредено, ниту тетрапак, ниту нешто. Во ниту една форма. Апсолутно, да. И сега некои родители одат по линија на помал отпор, професорке. Едноставно децата не сакаат да јадат и одредени продукти, родителите не се упорни, не им ги нудат. И се случува децата да не конзумираат, да не сакаат да конзумираат продукти богати со железо, а да пијат млеко. Сега што да се преземе во тие моменти? Од каде родителите да почнат? Доколку се јави анемија? Да, тука кога ќе се јави анемија, ние основно дали даваме некаков
некаков препарат за субституција или не, другата препорака која што ја даваме е советот за адекватна исхрана и тоа треба родителите да се посветат на тоа и да се најде начин детето да пројаде. Затоа викам дека уште во доенечкиот период треба тоа да се стекне, затоа што тоа тогаш пробува храна, нешто што е различно од млеко и тогаш треба да се навикне на различни вкусови. Понатака тоа треба да се стимулира и во средините каде што престојува, и во градинките, и со оние кои што го чуваат, значи да му се створат некакви навики за адекватна исхрана, да се најде начин преку игра, со комбинација на вкусови кои што ги сака, тука треба ангажман, треба креативност од родителите, треба трпение. Дали да се сецка, дали да се прават фигури од овошјето и од зеленчукот, нешто што ќе му биде интересно, да прават заедно со него за да се најде начин кога детенцето е малку поголемо и кога разбира. И после веќе во градинките и во ова тука треба и воспитувачките и сите тие да имаат методи за да дечињата го јадат тоа што е по препорака на нутриционист таму поставено како меню. А што треба родителите да знаат при воведувањето храна богата со железо кога станува збор за стомачните тегоби кај нивните деца? Може ли да дојде до запек? За храна богата со железо? Да. Не, тоа е месото, тоа е зеленчукот, не би требало да предизвика вообичаено не предизвикуваат тегоби. Воведувањето оди од 6-тиот месец и тоа оди многу постепено. Во првата фаза е фаза на навикнување на вкусови, понатака имаме поголема количина, па замена на еден оброк, па различни вкусови, зеленчук, комбинација на зеленчук, месо. Обстипацијата е чест проблем во доенечкиот период, меѓутоа тоа е резултат на одредени грешки во исхраната, на неадекватен внес на вода, на мало количество на вода, на недоволно внес на растителни влакна. И со тоа е нешто што ние треба да им помогнеме. Инаку свежото овошје и зеленчук напротив ја регулира столицата, тие растителните влакна и од житарките и тие имаат многу позитивно влијание на цревната перисталтика. А може ли да се претера со внес на продукти богати со железо или нема такво нешто? Не, со продукти избалансирана храна. Храната мора да содржи свежо овошје, свежо зеленчук, 2-3 пати месо во тек на риба, граф, леќа, значи мешонкасти плодови, се тоа треба да е избалансирано. Доколку имаме една таква избалансирана исхрана, апсолутно нема шанси да ние претераме внес на овакво и не треба да се земаат суплементи. Апсолутно без да биде тоа консултација и договор со лекар. А може ли детето да јаде месо, а сепак да биде анемично? Може. Може, зависно колку јаде, каква била претходната крвна слика, меѓутоа би требало во одредени ситуации може и со храна да се подобри, а во одредени ситуации може би треба и да се даде некоја терапија. Значи треба да се направи исследување. Зошто е анемијата? Така, што вклучува дијагностицирањето? Секогаш треба да се земе крв. Дијагностицирањето првото сомнение е бледа пребоеност на кожата, која што може да ни побуди сомнение дека можеби детенцето или доенчето ни е анемично. Ќе се прегледаат и другите оние слузнични мембрани, јазикот, усниците, конјуктивите на очите, ноктите, аурикулите, односно ушните школки и понатаму нели би требало да се направи крвна слика, една обична крвна слика каде што ќе се одреди нивото на хемоглобинот, нивото на еритроцитите, а доколку постојат одредени индикации, може да се направат и дополнителни исследувања нивото на серумското железо, нивото на феритинот, кој што ние представуваат железните резерви и така натаму, па да се дијагностицира каков тип на анемија е и како понатака ќе се дијагностицира. Некогаш не достигаат и фолатите, некогаш не достига и B12 покрај железото, така што е потребно да се дадат и суплементи со кои што и тие други витамини ќе се субституираат покрај железниот препарат.
Кога зборуваме за деца кои што се анемични, обично тие како изгледаат? Меѓу народот постои убедување дека бледо дете е анемично дете. Дали тоа секогаш така? И дали симптомите се разликуваат кај бебињата и кај децата од предучилишна возраст? Бледилото е знак на анемија, меѓутоа бледилото сега е субјективен знак. Значи тоа е сите различно гледаме и на сите различно не личи нешто што е бледо. Тоа зависи и од бојата на кожата и од тенот, така што не е бледилото нешто да се може да е и побел тенот, а да не е анемично. Значи бледо дете укажува на сомнение дека може би треба да се направи крвна слика. Инаку класичните симптоми ни се малаксаност, замор, поспаност, главоболки, вртоглавици, посилно чукање на срцето кај поголемите деца, склоност кон инфекции, кон респираторните инфекции. Додека кај доенчињата па таму се е понетипично, така што едно доенче со анемија може да биде само раздразливо, да нема апетит, да биде така нерасположено, да не напредува адекватно, да биде склоно кон инфекции. Значи тоа се едни знаци и симптоми кои што се баш неспецифични. Сега постојат и други типови на анемија кои што може да се јават кога ќе се појави пожолтување на детето, меѓутоа тие веќе се едни ургентни ситуации кои што веднаш бараат евалуација и тие настануваат како резултат на распад на еритроцитите. Значи некако нешто што им недостига во организмот за еритроцитите да се створат, тука настанува како резултат на распад на еритроцитите и тоа е една ситуација која што е ургентна и која што задолжително бара медицинска евалуација. Така што кај доенчето анемијата може да биде само со една раздразливост, една нерасположеност, едно немање на адекватен апетит или една склоност кон инфекции и послабо напредување во тежината. Кај поголемите деца нели се оние вртоглавица, немање на енергија, малаксаност, така, значи симптомите се разликуваат кај бебињата и кај бебињата се е понеспецифично, така што тука тие знаци, симптоми, мислам, може да значат се и се што во оваа возраст. Педиатрите понекогаш се одлучуваат да припишат некој препарат со железо. Сега, исто така, овие препарати тешко се поднесуваат. Како реагираат децата, доколку им е тешко, имаат некакви тегоби? Да, вообичаено третманот на ова анемија поради дефицит на железо вклучува препарати на железо, кои тоа првиот и најлесно достапен начин е давање на пероралните, односно оние кои што се даваат преку уста, било да се тоа сиропи, прашоци, капки, значи каква и да е формулација достапна за возраст. Сега точно тие предизвикуваат одредени мачнини, имаат неубав вкус, така што можат да предизвикаат и транзиторни гастроинтестинални пореметувања, може да предизвикаат потемна, зелена столица, може да предизвикаат и запек, и потечна столица, меѓутоа тоа вообичаено после некој период се надминува само од себе и ретко кога имаме апсолутно да не го толерира тоа тој препарат доенчето, па да мора да го прекинеме и да бараме некаков друг модус. Инаку овие кои што се капки, обично се со вкус прилагодени да бидат се поприфатливи и се наоѓа некаков начин, дали помеѓу оброци, кога е погладно, да се даде за да не му биде гадно на доенчето или па после тоа нешто да се напие нешто што или да касне нешто што го сака па да го неутрализира вкусот. Значи се наоѓа некаков начин, а и поновите препарати се генерално подобрени и поприфатливи и за децата и за доенчињата. Така што генерално ретко кога стварно имаме нетолеранција да не можеме со тие препарати што содржи железо. Што содржат железо да ги прима тоа дете и да постигнеме тераписки ефект. Инаку тие треба да се примаат и подолго време, значи не може да очекуваме ние дека после 2 дена или после 5 дена ќе имаме промена на крвната слика. Значи најмалку 1 месец треба за да се види порастот на хемоглобинот, а може да се следи по ретикулоцитите. Ретикулоцитите кои што се младите еритроцити што ги изфрла коскената срцевина значајно ќе се зголемат уште после неколку дена, што значи дека имаме одговор на таа терапија која што ја даваме. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Голем поздрав до Васиво и докторката. Благодарам. Иначе имам 1000 прашања за докторката. Ајде да почнеме со првото. 17 месечно девојче. Ме интересира за ја и подкасувам домашно млеко кисело. Добро. Не се кокава дете. Дали е тоа во ред? Да кажеш докторкава? Кажете ми само на која возраст е детето? 17 месеци. На 17 месеци. Домашно, тоа им е од кравио домашно од безбеден извор. Домашно. И вие го подкиселувате. Јас го да. И тоа им е од безбеден извор, предпоставувам. Така, безбеден извор, така? Изворот е безбеден, односно се следи здравието на животните од кои што се зема млекото, така? Да. Дали може, пример, да давам, да речам, престато млеко кравио, како попара? Дали да давате попара со кравио млеко? Престап млеко кога ми е варено, да исто до домашно млеко. Така, домашно млеко сварено и од тоа да направите попар, исто така да скиселите кисело млеко, дали сето тоа е препорачливо? Што може да се дава на 17 месеци возраст. за благово нешто. Во сите, мислам, бисквити овона, пише во се палмово масло. А дали е, тоа знам дека не е здраво, али не знам. Значи ве интересира дали палминото масло кое што е присутно во сите производи е штетно или не? Бисквити, плазма и ова се дека скоро пишува. Секаде пишува, тоа е точно. Секаде е присутно во сите производи. Тоа е контролирано. Кој е ставот ваш однос на палминото масло, бидејќи може се прочитат на вистина сериозни критики во однос на оваа употреба? Да, видите, тоа е се безбедно и се е исконтролирано од адекватни институции, така да тоа е се дозволено. Тие се растителни масла кои што ги има во секаква храна и тоа го контролираат одредени институции, тоа не е, мислам, тоа си е дозволено. Така, дозволено. Како што е таму. Тие се сите дозволени за деца, тие се контролирани, тоа е палминото масло го има во све. Во се го има, така. Да, сега дома не мора тоа да е толку, меѓутоа во нешто што се купува не можеш да го избегнеш, да се избегне, тоа е технологијата на производство и тоа, знаете, има други кои што го контролираат и кои што ги пропишуваат тие препораки. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Да, добар ден. Еве да ви кажам, прекрасна емисија со задоволство. Јас слушав, истиот проблем го имаме година и пол. Девојченце, значи еве мака мачиме со таа столица, обстипација, 6 месеци дури, пиевме многу млеко, го прекинавме, сега сок пие скоро 2 литри сок на ден. По препорака на доктора, значи даваме ефекол прашок. Без тој ефекол прашок не може детето да се исправи, значи тоа е мака, страшно. Невидена. И сега прашањето ми е крвна слика, севорет, имавме проблеми со анемијата, што рече докторката, според бледилото, јас мислев дека е бледо детето, му стави се покажа при една рутинска контрола дека железото е многу ниско, така да во тој момент го испарили ми млекото скоро 150 мл. Даваме пиење. Сега проблемот со столицата, до кога треба да се пие тој ефекол прашок, бидејќи без тој навистина не може да има нормална столица. Така, имате сериозен проблем, а споменавте дека детето пие по 2 литра, ако ве разбрав добро? Сок. Сокови, сокови по 2 литра. Веројатно, еве докторката веднаш одреагира, веројатно проблемот лежи тука. Свежо овошје и зеленчук, не сокот, не да се елиминира, мислам нема потреба за сладени сокови такви, тоа не е апсолутно по ниту една препорака, нема зошто да го прима. А инаку јас се разбрав дека било претежно на млечна исхрана, меѓутоа заради овој проблем со обстипација е намалено, меѓутоа мора да се воведе во храната свежо овошје, свеж зеленчук, растителни влакна, нешто што со храна ќе се обидеме да ја регулираме столицата. Другото, ако перзистира и понатаму проблемот и ако не може тоа, треба да се види со педијатар гастроентеролог. Значи сокови не се препорачуваат во детска возраст. Цеден сок, да, може, меѓутоа и тоа ограничена количина да биде, не да биде по 2 литри сок, не, апсолутно никако. Значи, сите деца кои што имаат... тие купените сокови кои што имаат шеќер и многу, тоа никако. Јасно. Сите оние деца кои што имаат некакви проблеми со столицата и со анемија,
покрај тоа што ќе примаат препарати, истовремено ќе треба да се направи и драстична промена во исхраната. Да, апсолутно, тоа се двете стратегии. Дали ќе примаме храна, дали ќе примаме препарат на железо или други мултивитамини доколку имаме потреба, и другото е корекција на исхраната, давање совет за спроведување на адекватна исхрана. Така, мајката спомена дека нејзиното дете прима некаков препарат за регулирање на столицата. Може ли тие долго време да се зема? Може да се зема тоа долго време, меѓутоа сепак треба да се најде зошто и што е причината за да има тоа на колку време, какво е празнењето, сега да не навлегуваме во нешто што не е предмет на оваа тема, апсолутно да, меѓутоа тоа не се ресорбира и затоа и се дава подолго време тој ефекол. Али како и да е, мислам, мора да се најде начин да се регулира со храна или доколку и понатаму перзистираат тие проблеми, да се евентуално направат дополнителни исследувања. Оние деца кои што имаат анемија, има ли потреба да земаат зголемен внес на витамин С? Да, вообичајно С витаминот ја подобрува ресорбцијата на железо, така што давањето на витаминот С побрзо ќе ни ја коригира анемијата заедно со тие препарати на железо. С витаминот го имаме во свежото овошје и зеленчук, така што пак ќе кажам, таа балансирана храна ни е клуч за тоа е всушност и превенцијата од анемија. Превенцијата, апсолутно, да. Балансирана исхрана. Која што ќе ги содржи сите различни видови на намирници, неопходни за обезбедување на адекватен и калориски и нутритивен внес на доенчињата, особено кога имаме еден интензивен раст и развој. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Дадовте навистина многу значени одговори поврзани со анемијата во детска возраст. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.